Добар ден, криптоентузијасти, среќна нова година на сите. За оние кои што гледаат ова видео нормално на 1 јануари. Добре дојдовте во 2025 која што очекуваме да биде најдобра година во нормално овој биткоин циклус, со тоа што не заборавајте дека ова видео веќе беше достапно на 30 декември на нашата Patreon заедница, со тоа што нормално нели како што знаете и сами, Patreon заедницата ги гледа овие видеа први, а потоа се достапни за целата наша македонска заедница. Со тоа пак ќе напоменам, значи среќна нова година на сите кои што нели ја слават. Не верувам дека има многу што не ја слават во секој случај. И од денес завршува распустот, значи ви дадовме 2 цели денови. Мислам дека е доволно, така. И од денес официјално почнуваме со лабав материјал, ќе имаме алткоин недела. Со тоа што знаете и сами, веќе имаме 5 токени кои што треба да бидат определени, да бидат обработени. За жал не верувам дека ќе стигнеме до флукс, но како и да е. Чекор по чекор ќе видиме што можеме да направиме оваа недела. Значи денеска започнуваме со Flow, а понатаму продолжуваме со останатите, каде што понеделник и вторник, значи затворени, гледате, значи распустот ефективно е даден. Во среда го гледате видеото за Flow, потоа имаме четврток Кудос, петок Кадена, сабота Илувиум, а недела ќе ви спремиме специјално неделно видео, со тоа што ќе имате гласање, за тоа што потенцијално би било специјалното неделно видео нормално, како и секогаш на самиот почеток на денешното видео ви даваме мал вовед за она што се случува моментално на нашиот канал, со тоа што денес ќе работиме на Flow, како нели коин и посебна анализа за овој криптокоин, со тоа што во текот на јануари очекувајте, значи ќе се договориме за датум кога одговара на сите нормално, да направиме 8 часовна алткоин техничка анализа. Тоа е едно од главните случувања овој месец, така да очекувајте дека ќе имаме 8 часовен лайвстрим, каде што ќе анализираме се што ве интересира вас. Нормално прво ќе почнеме со стандардна анализа на пазарот, а потоа ќе префрлиме на алткоин техничка анализа, за која што знам дека сте многу расположени. Така да очекувате дека ова ќе биде во текот на јануари, ќе добиете соодветно гласање да определиме кој датум највеќе одговара на сите нас, со тоа што нормално ќе биде преку викенд и ќе гледаме да биде што по соодветно време за сите оние кои што сакаат да бидат дел. Последниот пат кога направивме 6 часовен лайвстрим беше еден од најуспешните, моментално најгледано видео на нашиот канал. Така да сакаме да си го победиме нашиот рекорд и да пробаме 8, а понатаму ќе пробаме и уште поголеми временски интервали, со тоа што имаше огромен интерес, повеќе од 300 луѓе го гледа овој настан во текот на целата ноќ, па затоа и сакаме да пробаме малку повеќе. Значи интересно е, добра дружба, јас нормално и модераторот и сите вие, значи ние двајца, а вие сите, па нели, да ја направиме интересна, како и да е. И не заборавајте, значи официјално на 9 февруари ќе имаме исто така презентација во Велес, во клубот Пијано бар, каде што нормално ќе презентираме на темата долгорочна финансиска независност преку крипто секторот, преку крипто инвестирање. Ова е нормално на ваше барање, значи вие ги предложивте темите, вие гласавте која тема највеќе ви се допаѓа, јас сум овде да ја направам оваа тема за вас, така да ќе биде доста интересна презентација, значи ова го правиме како да речем офлайн митинг, митап, како сакате. На 9 февруари во 5 часот попладне, значи направено е да биде во средината на денот, за да има доволно време да се видиме, доволно време нормално да ја направиме оваа презентација, прашање од заедницата, а потоа и да се забавуваме малку, значи ангажиравме и бенд кој што ќе свири за нас, така да ќе биде интересно. Повелете од 5 часот па надале, значи повелете кој сака бесплатно во Пијано бар во Велес. А на 15 јануари исто така не го кажавме ова затоа што се уште нема соодветен постер. Значи на 15 јануари ќе може кој е во Малта да не проследи во CryptoHub Малта, каде што ќе имаме исто така презентација на темата биткоин циклус. Тоа е нели нормално водилката на крипто секторот, така да се надевам дека некои од вас кои што се овде ќе дојдат. Значи секогаш има добра дружба, знаете и сами, половина презентација, половина стендап комедија, но секогаш е интересно да се биде дел од овие настани во CryptoHub Малта. Ова ќе ни биде 6-то гостување, значи таму сме стандардни и стални и секогаш го освојуваме местото без разлика кога и да е презентацијата. И нормално пред да почнеме, само на кратко сакам да спомнам, значи во текот на претходните 2 недели, крајот на 2024 година, имавме многу успешна акција во која што се приклучија повеќе од 60 нови членови на нашата Patreon заедница. Значи тоа е посебен тип на апликација која што ни помага да организираме ваков тип на настани. Значи ова е апликација каде што вие
доброволно, нормално, донирате за нашата работа, како што може видите и сами, многу е лесно, значи да се биде дел од оваа заедница. А како што веќе спомнав на почетокот на самото видео, значи ние за возврат материјалите кои што ги припремаме порано ги доставуваме до вас, а потоа и до целата македонска јавност. Значи секако на крајот од денот сите материјали бесплатно се доставени до сите македонци во светот, но оваа заедница затоа што ни помага што повеќе вакви материјали да има, нормално на што повисоко ниво, сакаме да вратиме соодветно и затоа добиваат овие материјали, ги добиваат порано. Може да ги погледнат нормално на самата практично Patreon заедница, на самата апликација. Дополнително втората бенефиција која што имате е да сте дел од нашата заедница во однос на разговорите, чатовите кои што ги имаме. Може да видите дека имаме многу активна заедница која што помага еден на друг, која што дебатира еден со друг, која што едуцира еден друг. И гледаме дека има најразлични 6 чатови на кои што можеме да видиме огромна активност со страна на нашите членови. Идејата е да направиме една професионална заедница на инвеститори каде што секој со секој ќе си помага. И затоа постојано зборам, јас воопште не сум возбуден за овој bull market. Овој bull market е slam dunk. Значи го направивме најдоброто што можевме. Доправа следниот bull market со ваква активна заедница ќе биде нешто досега невидено за македонскиот народ, така да би ви препорачал да бидете дел од Patreon заедницата. Дополнително имате директни пораки до мене кои што ги одговарам еднаш дневно, на сите оние кои што имаат нешто да не прашаат, еден на еден сесија, тоа е практично за сите наши Patreon заедници. Значи можете дополнително да закажете сесија директно со мене. Овде го имаме Mining Farming табот, каде што е активен криптофил. Сите негови нови видеа ги добивате директно овде. И нормално за крај, еднаш месечно организираме посебен тип на лайвстрим на Microsoft Teams, каде што целата заедница заедно разговара за сите потенцијални проблеми, прашања и така натаму, каде што јас, а и многу други експерти од групата одговараат. Значи интерактивно, лице во лице разговараме сите како заедница. Линкот до оваа Patreon заедница многу лесно може да го најдете во било кое наше видео во дескрипцијата на видеото. Еве прост пример. Значи пример на било кој од видеата во дескрипција вака изгледа. Значи ова е линкот до нашата Patreon заедница, така да повелете, видите како е да се биде дел од оваа заедница и се надевам нормално дека ќе ви се допадне. Со тоа што денеска можеме да започнеме со новото видео за Flow. Тоа го работиме денес, е дел од специјална програма на нашиот канал, а тоа е програмата каде што обработуваме, значи бил еден проект засебно со целосна негова техничка и фундаментална анализа. Ова е како дел од еден посебен проект кој што го работиме на нашиот канал, а тоа е на нашиот канал оваа плейлиста, така наречена анализа на коини и токени. Еве како изгледа таа. Значи сите проекти кои што досега моментално ги имаме обработено, а тоа се скоро 90 токени. Значи иницијално планиравме да обработиме 100, но сега нормално ќе продолжиме и понатаму со многу повеќе проекти, а потоа ќе почнеме и по втор пат да ги анализираме со нивните апдејти, се што имаат моментално ново. Со тоа што идејата е да направиме плейлиста на македонска техничка и фундаментална анализа на сите овие најголеми коини и токени во светот на крипто, со цел македонците да можат на сопствениот јазик да се запознаат со овие проекти, а потоа да ги надградат и потенцијално да одлучат дали би инвестирале во овие проекти. Така да, и понатаму идејата е да направиме директорија во која што македонците ќе можат на македонски јазик да се запознаат со сите овие проекти и сето тоа што они го нудат. Со тоа што како обработуваме еден коин токен, преку одговори на 6 групи на прашање, значи тоа е наша анализа која што ние ја развивме на овој канал, каде што преку одговарање на овие 6 засебни групи на прашања, се обидуваме да дадеме една целосна слика на овој проект, се што сме успеале да најдеме за него и се што мислиме дека е битно да знаете за овој проект. Со тоа што ние ги одговараме прашањата постепено, ги одговараме во однос тоа како се движи самиот проект. Секој од овие проекти е доста различен, така да не очекувате дека едно по едно ќе одговориме, но на крајот од ова видео ќе имате одговори на сите прашања за овој проект. Првото прашање, нормално секогаш не е апликација и практична примена на коинот, односно зашто се користи истиот, значи каков тип на проблем речува во реалниот свет, а нормално дали има проекти кои му се конкуренција и дали има проекти од реалниот свет кои што му се конкуренција. Првото прашање, дали има проекти кои му се конкуренција? Да, станува збор за Layer 1, значи ова е Proof of Stake протокол Layer 1 проект кој што има свој екосистем, кој што има така речено свој смарт контракт компатабилност. Да, има многу проекти кои што му се конкуренција, нормално почнувајќи од Ethereum, не знам зашто оставиле Bitcoin се уште не е смарт контракт, не знам зашто, но како и да е. Значи од Ethereum надоле гледаме дека има огромна количина, знаете и сами Layer 1 проектите се практично можеби
најголема група, а дефинитивно најголема група по market cap како категорија, со тоа што гледаме дека истиот се наоѓа доста долу како ево, значи на 107-то место, моментално се наоѓа нормално по market cap, а се наоѓа и доста долу кога станува збор за Layer 1. Сега реално има многу голема конкуренција, значи Layer 1 секогаш има голема конкуренција, тука нема што да се зборува. Дали има апликација од реалниот свет кој што може да му се заканат така речено? Не, затоа што Layer 1 се исклучиво крипто проекти, кои што знаете сами представуваат смарт контракт апликации врз кои што се развиваат понатаму dApps и така натаму. Идејата која е? Значи Flow е стандарден proof of stake проект за кој што опрлика имаме генерално идеја, нели, да објасниме како се тоа функционира. Овој проект, верувале или не, потекнува од NFT проект, така наречен CryptoKitties, беше еден од најпопуларните проекти, ако не се лажам, дури трет по големина, после како беа првиот беше Cypherpunks, не, како беше првиот? Па потоа беше Bored Ape Yacht Club и потоа беше CryptoKitties, верувале или не, во текот на 2020-2021 година, барем во еден дел од истата. Со тоа што овој проект имаше некаков проблем со блокчейнот на кој што моментално се наоѓаше и самиот одлучи оваа Dapper Labs, која што беше уствари организацијата позади овој CryptoKitties проект, одлучи да создаде свој Flow блокчейн, така и така речено настанат овој Flow блокчейн од истата оваа, да речем, група на девелопери, кој што потоа нормално и самиот CryptoKitties е префрлен на Flow блокчейн. Сега, следно што можеме да видиме дека истите има неколку ICOs, тоа се Initial Coin Offerings во 2020 година и нормално seeding rounds на самиот почеток, каде што сите коини се дебре. А потоа истите постепено се распределени во однос со тоа, нели. Сега тоа е еден од проблемите што морам да ги напоменам со овој проект, има многу early adapters и early investors. Значи ова се луѓе кои што учествувале во овие ICO, кај што можеме да видиме дека не се големи, како што се ова CoinList, тоа е единствената голема организација која што била launchpad. Значи ова се директно приватни инвеститори. И ако мене ме прашувате, дури добро е кога овдека би ги виделе, не знам, Binance, Pantera и така натаму, затоа што знаете дека овие големи институции не прават дамп. За разлика од тоа, приватни инвеститори, вие не знаете колку потенцијал би можеле да ви направат дамп, со оглед на фактот дека, значи, ако цената моментално на Flow токенот е, еве, чисто да ви покажам зошто е ова проблематично, 70 центи, така, ако овде ние видиме дека оние купувале за 10 центи, тоа значи дека е 7x од тој момент кога успеале да купат, како при майнд, и сега моментално потенцијален голем дамп би можел да се случи поради тоа што се во голем профит. Но добро е тоа што станува збор за vesting schedule кој што е веќе завршен. Затоа кога ќе стигнеме до токеномија, сега само како вовед сакав да ви кажам дека станува збор за коин кој што претежно е веќе целосно на пазарот во однос на токеномија и гледаме дека има неколку ICOs кои што веќе не се опасни затоа што голем дел, тоест сите токени се веќе распределени, дадени се на сите овие early investors. Битна работа која што треба да напоменеме за овој блокчейн, која што, нели, ќе на почетокот ќе зборуваме за типот на блокчейн, односно неговиот консензус, затоа што е Layer 1, има свој програмски јазик. Наречен Cadence. Верували или не, овој јазик заедно со проектот е развиван паралелно со Libra, дури се напоменува дека дел од девелоперите кои што го развивале Libra, кои што потоа се отидени во Aptos и во Sui, исто така помагале при развивање на Flow, каде што, како што веќе кажав, Cadence е дел од истиот код развиен во Libra. Значи тоа беше пропаднатиот проект на Meta, односно на Facebook, како, нели, криптопроект. Сега, ова е нивната официјална страна, нема да налогуваме премногу околу страната. Една работа битна која што треба да видиме дека имаат големи, би рекол, големи имиња како инвеститори или како дел од оние кои што работат со нив. Првиот е Disney, La Liga, знаете и сами, NBA, Animoca Brands, едни од најголемите во NFT, Samsung нормално, UFC. Значи ова е само да видите дека стварно има големи имиња кои што се дел моментално од Flow екосистемот, како и спонзори и соработници. Вернер ова е практично Вернер студиото и Вернер Music Group нормално, Доктор Сус, не видиме дали можете нешто или почнуваат од почеток. CryptoKitties, рековме, тоа е првиот проект поради кој што е развиен овој блокчейн. Значи опрлика TSA, NFL, че ова многу не занима, ама у Мурика е голема работа.
и повторно Disney. Значи тие се големи тимија кои што моментално соработуваат, со тоа што има уште едно, тоа е Ubisoft и нели ќе разговараме за тоа малку подоцна. Сега, првата и најбитна работа која што веќе спомнавме е дека станува збор за Proof of Stake механизам. Со тоа што механизмите имаме два типа на нодови, каде што имаме делегатор и валидатор нод. Така, со тоа што Flow ова го распределува на неверојатни 5 типа на нодови, каде што 5 типа на нодови се моментално активни, со дополнителен така наречен light node. Значи ова се основните 4 нодови кои што се исклучиво битни за да може да функционира овој блокчейн, а тоа се collection node, consensus node, verification node, execution node. Преку аксес нодовите, значи ги собираат информациите за транзакциите кои што треба да бидат дел од еден блок. Потоа ги имаме консензус нодовите кои што практично го донесуваат консензусот дека овој блок е нормално легитимен, дека нема никакви практично проблеми во однос на запишувањето, знаете и сами, значи мора целата мрежа да го потврди, така речено ова, со тоа што потврдувањето оди преку верификациите, тоест нодовите за верификација, и на крајот екзекуцијски нодови кои што практично ја завршуваат оваа работа со префрлање на капиталот од еден во друг новчаник. Затоа овие 4 типа на нодови се битни и како да кажам, ги има во најразличен тип нодови. Во оваа ситуација, значи ќе видите има најразлични, значи по број се различни, но како и да е според тоа пак самиот блокчейн ги адаптира наградите во однос тоа во колку голема количина нодови има во едната или во другата категорија и според тоа на некој начин ги израмнува да има така речено доволно од сите нодови. И дополнително има овдека light nodes кои што се како обзервери во целата оваа ситуација. И сега овдека е малку подетално објаснето, но најде како колку и да налегуваме повеќе, само ќе ве збунам, на крајот од денот оно што треба да разбереме е дека тоа што два типа, значи зборувам блокчейни со два типа, нели валидатор и нодови, каде што на некој начин секој врши своја улога за да може да го реализира целиот овој процес. Сега, дел од оно што успеав да го увидам, да речам, од овој тип на, да речем, анализа на самиот консензус на Flow е дека дел од проблемот со неговата брзина е тоа што имаме 4 типа на валидатори кои што треба да се синхронизираат за да се реализира една трансакција и затоа имаме само 100 трансакции во секунда. Што се уште како што успеав да видам не е променето многу, за разлика од останатите кои што има многу поголема брзина. Но ваквата, да речем, структура му дава уникатност и му дава многу поголема стабилност, каде што сето ова е направено во 4 различни типови на нодови, наместо во еден или два како што е во другите Proof of Stake блокчейни, со тоа што нели пак, значи се си има позитива и негатива. Сега како што кажеме на самиот почеток, тоа што ви го кажав, нели, каде е еден од проблемите. Токените се примайнд и се поделени во vested schedule до овој момент на практично сите оние кои што имаат право на токени, меѓу кои Ecosystem Development, тоа се 32% од токените, Dapper Labs, тоа е нели организацијата која што го развила овој проект, Development Team 18%, тоа е практично за девелоперите, Community Sales, ова е тие 10% на ICO што ги видовме, и Small and Large Backers, гледаме дека има околу 20% од токените кои што се дадени на приватни инвеститори. Проблем е што овие токени се дадени на инвеститори, значи нормално многу по фере кога токените се майнд наместо примайнд, но тоа не го менува фактот дека ова опасно се завршена, затоа што дебре vesting schedule е завршен одамна. Сега, дополнително, освен тоа што веќе ги имаме сите токени пуштени во циркулација, ние имаме дополнителни 10% staking reward, значи ова е практично 10% инфлација на годишно ниво, која што е искористена за staking rewards за сите оние кои што се дел од оваа мрежа. Со тоа што овие 10% е и за делегаторите и за оние кои што ги заклучуваат своите Flow токени за да помогнат за осигурување на мрежата. Сега, дополнително мораме да напоменеме дека ова варира, не е исклучиво 10%, односно колку повеќе се користи Flow токенот за да речем плаќање на fees на мрежата и колку повеќе трансакции имаме нормално, толку помалку issuance на нови токени има. Значи самиот алгоритам е така направен да го подесува ова, значи да го прилагодува ова,
На тоа практично токени треба да бидат изминтани за награди на сите нодови и стейкери во мрежата во однос со тоа колку флоу добивате од fees. Така да колку повеќе флоу добивате од fees, толку помалку ќе бидат нови токени изминтани, што во прилика негде околу 10% на годишно ниво излегуваат, да речеме. Помалку повеќе зависи. Така да тоа е оприлика и стейкот кој што може да го очекувате во однос на, нели, ако веќе сакате да ги стейкате вашите флоу токени, а еве како изгледа, значи како би изгледало да ги стейкате, ова е практично нивната платформа. Значи за стейкинг ова ќе ви биде оставено како линк во дескрипцијата на ова видео. Со тоа што овдека имаме Delegated Proof of Stake, каде што имаме мала количина на токени, а истите можете да ги заклучите вашите токени со цел да, нели, добивате награда. Еве, значи Anchor Labs, тоа е, знаете, протокол кој се занимава со liquidity и со lending borrowing. 9,8 е оприлика staking reward. Понатаму ако продолжите, нешто помалку, но гледаме дека оприлика 10% е рафли на годишно ниво, имате повеќе нодови на кои што може да стейкате во однос на флоу. Сега, ова е практично нивниот Flow Scan, значи, нели, си имаат свој Explorer, затоа што се Layer 1, каде што можеме инфлација имаме на годишно ниво, кој што поголем дел оди во стейкинг нормално, имаме 470 нодови, 269 валидатори, и сега, значи, и 46.147 делегатори, тоа се практично луѓе кои што ги заклучиле своите флоу токени за да добијат награди. Како што кажа, станува збор за релативно мала количина на флоу нодови, кои што се overall, како што можеме да видиме и сами. Така да тоа е во однос на самиот консензус, значи пак Delegated Proof of Stake, објасни ја 4 типови на нодови, со тоа што ќе ги оставиме овие 3 линка за тоа како може да направите свој нод, но би сакал само да ви напоменам дека нодовите се доста скапи. Доколку сакате да имате full node, значи full node еве како би изгледало во однос на коините кои што треба да ги имате, со тоа што ова е setup страната која што пак ќе кажем ќе биде оставена на дескрипцијата на ова видео за да можете, нели, да направите свој нод доколку сакате. Со тоа што еве како изгледа тие основни 4 типа на нодови заедно со Access Node кој што рековме дека не мора да биде дел од ова, но овие 4 се клучни за да може Flow блокчейнот да функционира. Значи Collection Node 250.000 Flow, Consensus 500, Execution 1.250.000, Verification 135.000 tokeni. Со тоа што јас го земав најмалиот, чисто да видите колку би коштал сега да го направите. Значи 135.000 токени, Flow би биле околу $98.370. И затоа ова е уште една работа која што постојано напоменувам. Значи, нодови не се прават во тек на bull market, нодови се прават во bear market, во најдлабокиот дел, каде што овие 98.000 ќе коштаат 10.000. Се разбираме, кога ќе имаме голема корекција на овие цени, затоа што ќе напомена, значи, овие линкови, кои што ги оставам да имаме пристап до сите овие страни кои што ни се потребни за реализирање на нодови во следниот bear market. Тоа што овдека се light нодовите, кои што исто така, значи, се со многу помала количина, ова е, значи, што ви е потребно за да имате light node. Значи, ќе оставам на вас да истражувате малку повеќе, нема да налегуваме премногу, но идејата е да ги имате сите овие информации кога потенцијално би сакале да размислувате за нод на оваа мрежа. Сега, следна битна работа во однос со тоа колку капитал имаме заклучено на овој блокчейн. Реално морам да кажам, overall не сум импресиониран од овој проект, значи има доста пропусти. Ќе ви кажам и зошто нормално. Не знам што ми е. Што е заклучен на овој блокчейн. Значи имаме 38,2 милиони максимална вредност на тоа колку капитал има заклучено на овој блокчейн, со ефективно 47 негов максимален врв пред само месец дена. Така, 47 милиони. Наспроти неговиот маркет кап кој што моментално е 1 милијарда, 47 милиони е смешно, да бидеме реални. Значи ова не е ниту практично 1%, каде што треба би било 100 милиони, тоа се извинувам, во оваа ситуација би било 10% тоа. Значи 48 е негде околу 5% купната количина на маркет кап е заклучена на DeFi Lama, како што можеме да видиме, што е стварно многу мала вредност. Значи 5% од купниот маркет кап да биде заклучен е ништо кога станува збор за Layer 1. Значи колку поголема количина на капитал е заклучен, толку по
посериозен и многу повеќе нормално луѓе и работа и апликации имаме на истиот блокчейн, така да тоа не е позитивно, морам да признаам. Еве чисто за да видите како тоа изгледа. Значи Layer 1 еве не мора да биде Uniswap, тоест не мора да биде Ethereum, но еве ќе погледнеме некој Layer 1 да видите како прилика изгледа, колку има моментално на нив. Сега нормално ова се DeFi проекти кои што ги гледаме овдека, само да најдеме било кој Layer 1 од оваа категорија да видите како прилика изгледа количината која што моментално имаат. Ова се поголемиот дел DeFi проекти нормално. Но тоа пак ќе кажам, значи DeFi генерално на Flow е многу мал. Значи станува збор за NFTs и јас реално немам видено нешто посебно проекти на Flow генерално кои што се, значи ова се практично најголемите децентрализирани менувачици на Ethereum. Ме уби, брат. Блиску до 38 милиони. Овдека гледате, до 100-тото место ние се уште имаме над 200 милиони долари заклучени во практично DeFi, каде што на Flow имаме само 38. Но нормално, не сите Layer 1 се насочени кон DeFi, иако без DeFi малку тешко, но тоа не го менува фактот дека очигледно генерално на овој блокчейн имаме многу мал капитал заклучен. Сега, самиот Flow токен, зашто се користи, че ние се уште разговараме за токеномија, разговараме нели за консензус и за во оваа ситуација Flow токените. Значи гледаме дека има доста use cases кога станува збор за нивниот екосистем. Тоа што првиот е стейкинг, веќе спомнавме, станува збор за стейкинг rewards кои што ги добивате, практично тоа е стейкинг и стейкинг rewards, првите два. Стейкинг ја обезбедувате мрежата, rewards се наградите кои што ги добивате за ризирото обезбедување. Се извинувам малку, денеска сум малку болен, но нели ветите дека ќе направам видео, така да продолжувам и понатаму. Понекад се случува малку да изгубам глас. Следно, за плаќање fees, значи сите трансакции на Flow екосистемот се со плаќање на Flow, практично токенот во fees. Storage deposit, значи овдека имаме практично одредени апликации каде што може да зачувувате децентрализирана меморија. Medium of Exchange. Затоа реков, DeFi имаме многу малку, значи не зборуваат за DeFi, имаат 38 милиони ликвидност во DeFi секторот, значи е малку смешно, и governance кој што се уште не е воспоставен. Зошто го велам тоа? Значи governance гледаме дека еве најавено последно на 17 декември можеме да видиме дека се најавува дека наскоро ќе имаме и DAO на Flow, кое што кога ќе биде, значи кога ќе биде активирано, тогаш ќе можеме да гласаме за тоа како потенцијално напредува овој проект, нели, во кој правец преку нашите Flow токени кои што моментално ги поседуваме, така да тоа допрво ќе го добиеме и еве како изгледа, имаат и така речено апликации и продавница во однос со тоа, нели, ова е нивниот екосистем, јас само чисто малку ќе помина вака да видите како изгледа. Значи нормално најразлични категории на апликации имаме, во најразлични категории на, нели, она што се прави на самиот екосистем. Значи и ова се новчаниците кои што моментално го поддржуваат, значи Flow Wallet, Zerion Metamask, ова се исто така користени за Ethereum екосистемот. Исто и Wallet Connect, како чейн, мислам нивниот Wallet. Сега кога станува збор за вести за овој проект, најдов две битни вести кои што се понови. За жал нема многу вести реално. Првиот е практично оној масивен апгрейд кој што го направија со нивниот Crescendo апгрейд, така наречен. Овој EVM, Ethereum Virtual Machine, со тоа е практично компатибилен со сите проекти на Ethereum. А во исто време и најавува многу битни партнери, меѓу кои NFL, NBA, Ticketmaster, дополнително Google и Ubisoft, како нод оператори. Значи Google и Ubisoft имаат свој нод на Flow. Тоест, natively може да користите ERC20 и ERC721 токени. Тоа се практично основните токени и основните NFT токени од Ethereum. Тоа е затоа што веќе е Ethereum Virtual нели компатибилен, има Ethereum Virtual машина. И како што кажеме, дури имаат и надграбан на Cadence, значи тоа е нели нивниот Cadence, како сакате, нивниот програмски јазик. Така да ова беше најголемата работа која што ја направиле во текот на оваа година, како што може видите и сами, тоа е практично и
дел од работите кои што ги планирале. Значи, имаме доста хакатони, тоа е нешто што го видов кај нив на нивната страна. Ама меѓувреме двете главни работи кои што ги најавиле, а тоа е Crescendo апгрейдот и EVM компатабилност, се веќе достапни на Flow. Со тоа што гледаме дека во иднина немаат многу најавено, имаат најавено 1.000.000 трансакции во секунда, а се стасани до 100, тоа ќе видиме како ќе го направат. И fully permissionless протокол. Значи, ова е така речено, брат. И тој дел го исполниле, но пак на крајот делот Google и NBA, NFL се дел од Flow екосистемот, така да тоа воопште не е лошо, но во исто време пак гледаме и друга страна, каде што USDC го повлече својата компатабилност на токенот USDC, односно Circle, со Flow екосистемот. Ефективно, USDT е најголемиот стейблкоин Flow. Знаете дека еден, би рекол, Layer 1 не би можел да преживее без стейблкоини, иначе како би имале размена на токени, како би имале размена, медиум за размена, ако немате пристапни Layer 1, стейблкоин проекти, како што се USDC и USDT. Но во оваа ситуација, значи, ме уби, брат. Значи, официјално на 5 август најавија, а во 4 септември престана. Тоа е практично со новиот апгрейд, значи новиот апгрейд е некомпатабилен со Circle USDC и престана да биде користен на самиот Flow екосистем. Со тоа што дополнително има начин како да ги повлечете овие токени, значи многу лесно само запишете овој наслов, овдека објаснето доколку имате замрзнато USDC на Flow екосистемот, како да ги повлечете назад. Тоа е во однос на вестите, немаше нешто посебно, во однос на техничка анализа, сега ќе разгледаме. Значи техничка анализа, можеме да видиме дека истиот се наоѓа на апсолутниот почеток во овој bull market. Зошто? Затоа што истиот уште не ни пробил од овој првичен, да речем, првичен тренд. Ме убе, брат. Значи, cup and handle формација, која што би ја довел цената потенцијално во оваа прва мета за почеток на bull маркетот до негде околу $5, а неиздираната цена се наоѓа на само 70 центи. Така да иницијалниот скок ќе биде доста голем, верувам. Сега, за разлика од другите, јас реално можеби не би очекувал нов all time high, со оглед на фактот дека проектот е доста назад, но станува збор за потенцијално најголемиот bull маркет на сите времиња, така да не можеме да знаеме, можеме да видиме, нели, понатаму и нови партнерства, развои, нели, апгрейди на самиот проект кои што би изненадиле, со тоа што со MACD, значи само што сме добиле пресврт на сигналната и базичната линија на MACD и придвижување нагоре. RSI се наоѓа доста ниско на само 45, сток RSI на 67, значи се уште се наоѓа многу ниско во однос на неговите индикатори. Допрва треба да се придвижи нагоре, значи истиот е ефективно, така речено, се уште во bear market, со тоа што знаете дека вакви стеснувања на Bollinger Band најчесто има многу масивен скок во една или во друга насока, каде што овдека веќе нема каде да оди освен нагоре нормално, но пак ќе напоменам, останува да видиме, значи со следниот дел од bull маркетот очекувам дека и Flow ќе се придвижи барем до првата мета, а уште еднаш барем да достигне прескоро all time high од $40, тоа би било одличен скок за овој коин, но нели, чекор по чекор ќе видиме како ќе се движи понатаму. Сега за сега првата мета дефинитивно ќе ја достигне, тоа е $5, а понатаму ќе видиме како ќе се развива самиот проект. Во однос со токеномија веќе разговаравме, значи тоа е еден позитивен дел затоа што веќе сите токени се пуштени на пазарот и оние кои што сакале да направат да потенцијално веќе 10% на инфлација која што имаме на годишно ниво, но ако верувате во проектот 10% не би бил проблем. Пак сега овдека дали верувате во проектот е нели една опширна работа. Значи, верувам дека поголем дел од вас имате направени поголема анализа од мене. Јас ви кажувам ора што јас успеав до сега да го најдам. Така да во оваа ситуација токеномијата е добра затоа што сите токени се остануваат 10% кои што влегуваат во staking rewards и награди на делегаторите. Истото моментално на нодовите. Така речено, истото моментално го потврдуваме и со Tokenomist, каде што гледаме дека нема едноставно, значи буквално сите коини се пуштени во оптек. Тоа е добро. Сега,
Ова е еден од токените кој што на годишно ниво има највеќе скрипти. Ако се сеќавате, тоа е главната причина поради кој што инсистиравме да го направиме. Значи на годишно ниво истиот има една од најголемата бројка на скрипти во однос на надграба на неговиот блокчейн. Блокчейнот во текот на оваа година, така да за жал многу ниско котиран, че овдека ние направивме истражување негде околу 33-то место во однос на Core, на месечно, на неделно, се извинувам моментално, и на неделно ниво однос на екосистем на 25-то место, што значи дека не е толку активен моментално, но во однос на годишно ниво истиот е апсолутен шампион на 4-то место, замислете помеѓу најдобрите проекти во однос на скрипти за надграба на самиот блокчейн. Сега, овдека имаме, како да кажем, позитивно би рекол, во однос на неговите девелопери, значи имаме 44 full-time девелопери и 237 месечни активни девелопери, кои што гледаме дека има многу активни девелопери кои што не работат директно за самиот проект, што е позитивно, затоа што тоа се потенцијално девелопери на собствени апликации, децентрализирани апликации. Затоа што ако го споредиме во однос на овие 48, да видиме каде би се наоѓал, значи нели најголемите имаат, гледате и сами, со илјадници активни девелопери. Со тоа што, значи, кога би стигнале до ние 4, како рековме, 40 значи Multiverse X, односно Elrond е исто така Layer 1, Osmosis е DEX, Phantom е Layer 1, Algorand е Layer 1, што значи дека остава во добро друштво, значи дека имаат солидна количина на девелопери. Дополнително овдека може да видиме една како да кажем, доста негативна ствар, односно овдека треба да има rich list. Нема. Тоа е проблем, затоа што не можеме брате. Сега на токени во неколку новчаници, кои што ја речем приватно поседувани, за жал немаме таква информација доколку некој најде на друга апликација, ние најчесто користиме CoinCarp, јас не можам да најдам нигде. Ако најдете друга апликација која што можеме да видиме дали е децентрализиран овој проект, дали имаме практично добра децентрализација со распределба на помали количини на различни новчаници, би ве замолил да го споделите тоа во коментар. И на крај, нормално FlowScan, како што кажавме, тоа е основниот експлорер на кој што може да ги проверувате вашите трансакции за Flow. Со тоа мислам дека одговоривме се, значи кажавме за почеток која е апликацијата, дали има други проекти кои што конкуренција од реалниот свет и од криптосветот. Roadmap веќе спомнавме за оваа година, значи тоа беше крешендо надграбата која што е завршена, за наредната доправа ќе видиме. Техничка анализа направивме. Во однос на вести кажавме што се случува, нови партнерства кажавме кои се исто така. Поврзано со кривични и судски случаи, значи барем не успеав да најдам, ако имаше нешто нормално ќе го најдевме. Тука номијата ја објасивме детално заедно со нивниот тип на блокчейн, како и децентрализацијата на проектот, за жал немаме доволно информации. Реално не би го ставил во сопственото портфолио затоа што прво имаме презаситено со Layer 1, значи имаме доволно 30% од нашето портфолио, а реално значи овој проект имаше доста пропусти кои што пак би рекол други проекти ги имаат подобро направено. Немам ништо против проектот, јас ви кажам што сум нашол, нормално ако има некои спротивставени информации нека ги сподели во коментар. И јас би сакал да научам, може би потенцијално ако сум грешка за овој проект, но генерално тоа е се што имаме да кажеме за Flow. Плейлиста во однос на, да речем, неделниот развој, за тоа како понатаму ќе се развива самата материја. Кога ќе дојдат, нормално тоа е на некој начин објаснување за тоа што и каде може да најдете на нашиот канал, затоа што имаме повеќе од 1400 видеа, станува збор за екстензивен материјал и е малку тешко да се станете на самиот почеток. На дополнителни информации во секој видео во неговата дескрипција може да најдете многу битни информации, меѓу кои прво ќе најдете дескрипција за тоа
што зборуваме во видео и во кој дел од видеото може да најдете она што ве интересира. Доколку ви се допаѓаат овие содржини кои што до сега сме ги сработиле за вас, би ве замолил да ни ставите лайк, шер, сабскрајб, комент, затоа што по тој начин помагате алгоритмите на овие платформи да ги споделуваат нашите содржини до што повеќе македонци и на тој начин што повеќе македонци бесплатно да се информираат за овие информации. Овдека е линкот до нашата Patreon заедница за која што разборувавме на почетокот. Купи ми кафе апликацијата и овие блокчейн адреси се дел од нашата бесплатна програма. Тоест, се извинувам, добротворна програма, каде што сите овие, да речем, донации кои што сте ги испратиле до нас на овие два медиума, ги доставуваме до некоја македонска кауза кога се наоѓаме назад во Македонија. Значи, кога ќе собереме доволна количина на пари, помагаме на македонците назад во Македонија. Во последните два случаи тоа беше црковна организација каде што доставивме во два наврати, значи прехрамбени продукти во износ од 700 и 800 евра како помош од нашата заедница. Овдека ги имате нашите социјални мрежи кои што ви препорачал да ги следите, затоа што на тој начин ќе имате пристапи до многу повеќе информации кои што ги споделуваме на дневно ниво, како и до нашите основни три канали, а тоа е Одисе, Рамбал и Рутуб, дополнителни од YouTube, каде што ја поделуваме целата наша програма. Дополнително на Рутуб секој утро објавуваме дел од нашата досегашна плейлиста за фундаментална и техничка анализа, за оние кои што се малку поназад со материјалот да можат да се стекнат со знаење кои што, да речеме, оние кои што гледаат нашиот канал долго, веќе ги имаат. Така да ви благодарам за вашата поддршка, се надам дека ќе ни се придружите и за утрешното видео и се гледаме во следното. Поздрав од Крипто Гемиџија.